отварање на синдикатот на УПОС, постигнат договор со владата, со премиерот, со Министерството за финансии, министрот за јавна администрација, министрот за економија и труд. Значи, она што го постигнавме дека за отприлика 10.000 вработени ќе се подпишуваат годинешни колективни договори, со кои што конечно вработените од управата и правосудството ќе имаат методологија за покачување на платите. Знаете и сами, многу пати потенцираме во минатото, овие вработени останува некако сами на крај, меѓутоа со ова покачување на плата, со овие покачување на плата се извинувам, ќе имаме и поголовно право тоа што е подпишано во општиот колективен договор и еден систем кој што 2028 ќе гарантира дека овие вработени веќе ќе имаат достоинствени плати за работата што ја извршуваат. Протестирате низ годините назад, денеска правдата конечно е истравена. Имавме преговори, требаше да се случи ова покачување и минатата година, но се радувам дека и колегите од Сојузот на синдикати и УПОС конечно го прифатија ова како поголовно право за вработените, кои што секогаш останува најназад со покачувањата и има најмали плати во јавниот сектор. Пакет ќе бидат опфатени околу со се вработените во судовите и обвинителствата некаде околу 11.000 на вработени и со ова целосно владата како најголем работодавач практично со своите колеги воспоставува договор и тој договор е со рок на трајање до 2028 година. Претходно, знаете, имаме вакви договори со вработените во образованието, и со вработените во здравството, и во останатите институции, така што кога сето ова ќе се заокружи, ние како влада, како најголем работодавач, практично ги имаме регулирано нашите односи со нашите колеги во рамките на институциите, судовите и во обвинителствата, негде помеѓу 600 и 700 милиони динари, би бил дополнителниот трошок на буџетот, се разбира со реорганизација и поинаков пристап во одредени работи, редефинирање на одредени приоритети, ќе дојдеме до тие средства и тоа што го кажуваме, тоа и ќе го испорачаме. Се разбира дека на нешто треба да скратиме, некаде ќе се потрудиме повеќе да наплатиме, зборувам во таа фискална дисциплина. Тој договор понатаму треба да се операционализира преку индивидуални договори, а тоа кое што го спомена и двајцата претседатели, а ние како влада го повторуваме веќе подолго време, е дека општиот колективен договор е истечен, иако таму во завршните пределни одредби стои дека тој останува во сила се дека не се донесе нов. Ние сме подготвени како влада да седнеме и во овој период до 2028, се разбира, очекувам тоа да биде во пократок период, заедно со двата репрезентативни синдикати, во случајот ССМ и КСС, да седнеме и да испреговараме еден нов општ колективен договор кој што ќе биде единствена алатка врз основа на која ќе бидат исплатени платите